Добар ден, криптоентузијасти. Денеска е ден за анализа, знаете и сами. Имаме и голема причина зашто, значи одложивме малку поради тоа што имавме посебна причина за тоа, а тоа е самиот извештај за вработеност во Америка, кој што треба да излезе на утрешниот датум, на 7 октомври, за претходниот месец септември. Значи имаме неколку работи да кажеме околу истиот, и затоа одлучивме да го одложиме ова за денеска, со цел да можеме соодветно да известиме во однос на тоа што се случува на пазарот. И сега, пред да продолжиме, сакам да ви покажам една интересна работа што ја знам, ама не е дошло момент да ви покажам. Значи, страната се нарекува Dex Screener. Во случај да немате, да речем, TradingView и сакате нели да го користите, а ви е смачено тоа да правите профил, па нема доволно алатки и слично, наједноставно за вас би било буквално да користите оваа страна, Dex Screener. Се што треба е овде само да напишете што би сакале да гледате, например Bitcoin USD. Значи ќе ви даде само момент. Не знам зашто не ми дава моментов. Добро. Не знам зашто, но кога ќе кликнете овде, се што треба да направите е да запишете и ќе ви даде пароли, гледате. Значи овдека може да одберете со кој пар би сакале да го гледате ова, например еве USD, само да видам зашто не ми дава кога ќе кликнам USD, треба да ми даде. Добро, значи само да видам да не треба случајно со слешот, да. Значи треба да ставите коса црта за да може да го запишете овдека. И не морате ни тоа да го правите, единствено да запишете, например, која е валутата која што сакате да гледате. Просто секогаш обирајте ги тие на Binance, затоа што се генерално најверодостојни и една од најголемите кои што се тргува моментално берзи. Гледате, ви дава моментално ви дава TradingView да користите за бесплатно, така да ова е една од полесните работи како можете, например, да користите TradingView. Само момент да видам што е уствари проблемот со самиот чарт. Значи, дури и некои работи, не знам зашто, само момент, не знам, не ми ги дава чартовите како што треба, Bitcoin. Само момент да видиме што е проблемот со истиот. Bitcoin USDC, ама зашто на Phantom ми дава. Како и да е, разчепкајте, значи, просто примерно што сакам да ви кажаме, значи, може да најдете користење на TradingView без при тоа да платите ништо, значи ја гледате овдека. Ги имате сите алатки, се исто, бесплатно и не мора да се зачленувате, не мора да правите буквално ништо. Се што треба е да го оставите Dex Screenerот на вашиот на bookmarks, значи на овие што ви се запазени страни и да го користите. Значи буквално сите исти алатки. Сега нормално ќе треба да си ги подесите, но интересно е тоа што не мора, нели, да се секирате за тоа каде ви е TradingView-то, дали го имате инсталирано, дали да имате за профил. Една од полесните начини како може да го направите ова е на оваа страна. Само ќе мора малку да расшепкате да видите генерално како се работи нистата, затоа што мене не ми е потребна. Чисто ова го правам за вас, затоа што знам дека повеќето од вас имаат проблем со, нели, направи профил, направи акаунт, закачи ова, така да наједноставно е на овој начин, затоа што ќе поменам, значи нас каналот првенствено ние техничка анализа, затоа било паметно и вие да пробате да научите што можете повеќе од она што ви го нудиме како техничка анализа, затоа што верувајте ми, во иднина ќе ви помогне многу. Значи техничка анализа е компасот кој што ви е потребен за да може да видите каде се наоѓате во целиот овој пазар моментално, и затоа е многу паметно да го имате и да знаете како да го користите. Сега, рековме дека денеска првенствено ќе разговараме за статусот на вработеноста моментално во Америка. Сега, генерално статусот на вработеност во Америка моментално е во многу, на некој начин, неповолна ситуација за нас, затоа што ниската невработеност во Америка директно резултира со понатамошните rate hikes, односно каматни стапки од страна на Fed. Значи, можеме да видиме на овој чарт уште од пред пандемија, значи дека генерално невработеноста во Америка постојано ја држат негде околу 4%, што е уствари да речам една од најпосакуваните економски фактори кои што ги имаат таму, додека моментално истата повторно е негде под 4%, ако се сеќавате кога погледавме претходниот репорт, иако имаше зголемување 0,2%, истиот повторно беше под 4%, што значи
невработеноста во Америка е на сосема солидно ниво и поради тоа Федералната резерва и понатаму одлучува да ги зголемува каматните стапки. Сега, каде е овде проблемот зараз? Значи, ако се сеќавате и во вестите, кога разговаравме околу тоа дека целите, значи Обединетите нации бараат од Америка да престане да ги зголемува каматните стапки, поради тоа што на тој начин се зголемува на некој начин притисокот врз економијата низ целиот свет и на тој начин се повеќе и повеќе се приближуваме кон рецесија, не само во Америка, туку во целиот свет. Значи тоа е буквално оно што се случува на пазарот со зголемување на каматните стапки. Сега, од каде потекнува проблемот? Значи, накратко ќе мораме да објасниме, иако го објаснуваме секое видео. Значи, колку е помала невработеноста во Америка, тоа значи дека економијата е здрава. Значи, за жал, иако тоа не е единствениот фактор, моментално Федералната резерва го зема само овој фактор, затоа што овој е единствениот позитивен фактор кој што го имаат моментално за економијата во Америка и користејќи го овој фактор, дека наводно има многу добра економија поради тоа што нема невработеност. Значи, многу едноставно е. Кога имаме рецесија или кога имаме назадување на самата економија, во тие ситуации истите се пропратени со висока невработеност, затоа што компаниите се обидуваат да се ослободат од високот вработени, значи наместо да се зголемуваат, се намалуваат и се обидуваат да ги зачуваат оние кои што ги имаат и на тој начин да поминат преку целата рецесија, преку овој лош период, но како што можеме да видиме во оваа ситуација, тоа се уште не е случајот. И поради оваа причина, моментално самата Федерална резерва се уште верува дека и понатаму може да продолжи зголемување на каматните стапки и намалување на количината на доларот, затоа што според самите чартови и според резултатите кои што ги даваат до сега, значи овие извештаи за невработеност се крајно позитивни, затоа што се уште се под нивната, значи ова е зацртана линија која што имаат, затоа што Федералната резерва е задолжена како за количината на долари на пазарот, така и за процентот на невработеност. Што значи дека ова е нивната втора поголемина задача која што мора да вршат, а тоа е да ја држат невработеноста на ниско ниво и тоа моментално е во нивна позитивна, да речем, позитивен исход. Сега ќе погледнеме како самите извештаи за невработеност моментално делувале на пазарот и зошто е тоа така. Затоа што, значи, многу е битно да знаеме да ги читаме овие финансиски, да речем, инструменти и да знаеме како истите делуваат на пазарот генерално, за да знаеме што да очекуваме. Сега јас искористив еден од оние чартови кои што ми се на биткоин моментално празни, со цел да ви покажам. Значи, сините линии моментално се претходните извештаи за невработеност, како што можеме да видиме, сите од нив се позитивни. Значи, иако овдека е до април, ја можам да ви кажам, значи, кога ќе погледнеме на самите столбови, значи има, да речем, посебен чарт со столбови, иако не можев да го најдам, значи највеќе што може да најдеме до април, значи сите се негде околу 4%, што значи дека невработеноста е на завидно добро ниво во Америка. Сега проблемот што е? Што секогаш кога ќе добиеме, значи ова се од тука извадени датумите, кога до сега сме добиле ваков тип на извештаи и да видиме како делувале на пазарот, посебно на криптопазарот. Значи, во ситуацијата можеме да започнеме од претходниот, тоа беше на 2 септември за август месец, каде што гледате, ова е на дневно ниво. Непосредно после донесување на овој извештај имаме раста пазар. Да видиме што се случило претходно. 5 август за јули, непосредно после донесување раста пазарот. Иако овдека сме имале пад, резултирал со солиден раст на пазарот, значи во текот на месецот, дури и пред самиот пад на Тера Луна, гледайте, имаме раст на пазарот. Зошто имаме раст на пазарот? Сега тоа е многу интересно што мора да го разберете. Значи ова е крајно негативна ситуација за криптопазарот, кога е позитивен employment репортот, затоа што, значи, се додека е позитивен и понатаму Федералната резерва ќе продолжи да ги качува каматните стапки и да ја качува вредноста на доларот, а со тоа буткајќи ги сите економии заедно со криптопазарот надолу. Сега, проблемот што е? Што ваквите извештаи се крајно позитивни и затоа позитивно делуваат на пазарот, затоа што, значи, ова е сега за пример. Значи, кога го гледаме Fear and Greed индексот, Fear and Greed индексот е составен од многу различни индекси, многу различни индикатори, многу различни информации на пазарот, кои што ни даваат една генерална оценка за тоа моментално колку страф има на пазарот. Значи, дали има страф или дали има
сега грид би било кај нас преведено скржавштина, но нели идејата е колку помалку или повеќе страф има на пазарот. Значи кога имаме повеќе страф на пазарот, значи и самиот индекс е помал и обратно, и колку е помал индексот, толку повеќе луѓето не се склони кон тргување, не се склони кон купување, и обратно кога имаме помалку страф на пазарот, тогаш се повеќе склони кон купување, и тоа првенствено на ризични добра како што е криптопазар. Сега, каде е овдека на некој начин, како да кажем, објаснувањето? Значи, позитивен извештај за невработеноста во Америка автоматски им покажува на сите компании дека и понатаму нима солидна вработеност, односно дека коефициентот на невработеност е премногу мал, а со тоа и им покажува дека економијата е стабилна. А кога економијата е стабилна, автоматски стравот на пазарот се намалува, односно овој индекс, да речем, после тој ден би бил помал. И кога ќе се намали стравот, што се случува? Значи, автоматски почнуваат луѓето да купуваат, макар и на краток временски период. Еве, чисто ќе го споредиме, јас ова го немам правено, но баш ме интересира да видиме дали е истиот така. Значи, ќе ги споредиме моментално вредностите на Fear and Greed, ќе го ставиме на само момент 3 месеци назад, па да видиме како да видиме дали се намалува или се зголемува. Прост пример. Значи, ќе започнеме поред. Првиот рековме е на 2 септември, да видиме што се случува на 2 септември. 2 септември. Значи, од 2 до 3 вредноста се намалила од 25 на 21, што значи дека имаме повеќе страф на пазарот, значи спротивно до она што го очекувавме, но идејата, пак ќе напоменам, е дека значи кога ќе се случи позитивен извештај на пазарот, кој што покажува дека економијата е стабилна, фактички стравот треба да се намали. Да видиме како што ќе ни покажат другите. Значи 5 август. Само момент. 5 август, да видиме што се случува на 5 август. Јас го немам проверено, сакав да видам како изгледа. Значи, генерално, да, во случајот гледаме дека стравот се држи на исто ниво, но гледајте. Значи, за само неколку дена, буквално од индекс на 30 се качил на индекс на 42. Рековме 2 септември исто. Значи, гледајте. 2 септември 25, со тоа што за неколку дена до 10 се качува на 28 и нагоре. Значи, сакам да кажем, имаме спајк. Гледате, имаме зголемување на индексот, што значи намалување на пазарот намалување на стравот на пазарот. Да видиме уште неколку чисто онака дали и овдека го потврдува тоа. 8 јули, да видиме што се случи на 8 јули. Значи, овдека, например, многу ќе го потврди тоа. Гледајте, 8 јули, значи од 8 јули имаме 7 јули, 8 е вредноста 20. Значи, за само неколку дена гледајте што се случило. Се качила нагоре. 8 јули, 3 јуни, ова е последно што ќе провериме. Добро, со 3 јуни, ја верувам дека 3 јуни, значи имаме вредност од 10, се качила за само неколку дена нагоре, значи на 17, на 8 јуни. Добро, значи ова се кратки брстови, она што постојано се обидуваме да го објасниме е дека станува збор за кратки брстови, но значи на краток временски период носа позитива на пазарот. Значи она што ние окажуваме, чартот го потврдува. Значи како што рековме, гледајте. Значи на 2 септември мала невработеност, значи дека е стабилна економијата, за неколку дена имаме раст на биткоин од моментот каде што се донел овој извештај до врвот на овој бран имаме 11%. Претходно, значи од овој врв до за неколку дена имаме 8%. Овдека, иако, значи гледате, првенствено има пад, да речем на тој ден, гледате, се случуваат падови, но тоа не значи дека веста не е позитивна. 12% претходно. Дури ако се вратиме назад, ова е во јуни, за мај вредноста имаме прилика 3%, иако не е толку многу. Значи ова не значи дека вие сега треба да тргувате. Ова е само да ви објаснам дека прво имаме значи се случува секој месец веќе, како што може да видите. Прво имаме намалување на стравот, луѓето почнуваат да купуваат и сите се олабавуваат. Потоа имаме најчесто, нели, прво доаѓа извештајот за невработеност, потоа ни доаѓа извештајот за инфлација, ако извештајот за инфлација е исто така позитивен, значи да рече се намалила инфлацијата за одреден процент.
и тогаш повторно се намалува стравот на пазарот и почнува да расте цената уште повеќе за на крајот од месецот да имаме, да речеме, состанок на Федералната резерва кој што ќе стави нова каматна стапка и повторно се враќа се надолу. Значи, се додека се случува овој магичен круг во кој што економијата покажува дека е се уште јака, а Федералната резерва и понатаму продолжува да ги зголемува каматните ставки, можете да очекувате кратко зголемување на пазарот и повторен пат. Кратко зголемување на пазарот и повторен пат, што досега се покажа неколку пати како вистринито. Значи, ако погледнеме DXY, оно што ви го кажува постојано. После секое, значи, еве ги, ова се жолтите линии кога сме добивале каматна стапка. Значи, после секоја каматна стапка имаме благо намалување на DXY индексот, значи растање на останатите пазари, за да имаме нов all-time high. Повторно, 0,75 намалување, нов all-time high. 0,75 намалување, нов all-time high и гледате каде водиме со ова, нели? Намалување нов all-time high и моментално, иако имавме иницијален брст, значи одма после 0,75, јас верувам дека ќе се придвижиме кон нов all-time high, сега ќе направиме анализа на DXY, но само сакав да се вратам да ви го покажам овој круг по кој што моментално се движиме, затоа што значи, Федералната резерва за да одлучи дали понатаму ќе продолжи со rate hikes, ги гледа извештајот за невработеност и моментално извештајот за инфлацијата и тоа CPI и кор инфлацијата за кој што веќе разговаравме, ќе разговараме следно негде на, треба да проверам дали на 10 или 12, како и да е, тука сум да направам видео пред новиот индекс на инфлација. Значи, ќе напоменам уште еднаш. Ова е магичен круг во кој што прво се губи стравот на пазарот затоа што имаме во првиот случај позитивни извештаи и се уште ќе имаме, значи се уште економијата на во Америка не е доволно ослабена за да почнат да има масовно бркање на невработени, тоа ќе биде апсолутното дно на оваа рецесија. Второто е кога имаме индекс на инфлација, каде што гледаме дека постојано паѓа, иако кор инфлацијата покажа сосема друга ситуација. Значи, генерално, инфлацијата се движи надолу постепено, но не се движи надолу доволно брзо за Федералната резерва да запре со нови каматни стапки, затоа што доколку не запре, како што рековме, не само Америка, значи многу економии ќе страдаат во светот, што веќе се случува. Значи, како што може да видите и сами, моментално англиската економија е во тоалетот комплетно. Значи, замислете, англиската фунта е на 40 годишно ниско ниво, каде што е скоро иста со вредноста на доларот, што не сме виделе. Значи, јас сум 35 години, јас со своето живење не сум видел никогаш ништо слично ново. Замислете кога таква економија, фунтата падна во еден ден 5%. Замислете колку е тоа страшно. Но нели, сакам да кажам, тоа е генерално целата приказна што се случува моментално на пазарот, што очекуваме. Значи, тоа е она макро ниво што го очекуваме. Сега, да погледнеме прво што се случува моментално на економијата во овој период и да видиме што понатаму можеме да очекуваме на, да речем, некој средно ниво. Макро ниво, како што кажам, и понатаму ќе продолжи, значи, овие каматни стапки, значи тоа е веќе најавено, што значи дека до крајот на оваа година не очекуваме да престанат со каматните стапки, што не очекуваме да имаме позитивен ишод, односно да утврдиме дно. Значи, и ако имаме дно, ние тоа нема да го знаеме до, да речем, месец дена, два после утврдување на самото дно, што нас не е проблем. Поентата е да стигнеме до него. Значи, вие ако утврдите дно до следниот all-time high, ќе имате уште, не знам, пута 3, пута 4 само од биткоин, значи продолжување на вредноста нагоре. Но битно е да го утврдиме дното за да можеме да знаеме дека треба, нели, од тој момент да почнеме да го диверсифицираме портфолиото, да најдеме кои се следни потенцијални проекти, но нема да го правиме тоа се додека не утврдиме дно, како што кажавме и претходно, и за тоа битно ние DXY индексот да направи собствен врв, што се уште не сме стигнале, и инфлацијата да направи собствен врв, значи CPI инфлацијата, иако моментално изгледа како тоа да се случило, но видовме дека кор инфлацијата, за разлика од CPI инфлацијата, каде што не се вклучени горивата и прехранбените продукти, се уште е на високо ниво, дори се качи моментално скоро до претходниот all-time high 6,4%, сега е 6,3%. Сега да се вратиме на DXY индексот. Значи, пред да продолжиме со DXY индексот, значи, како што можеме да видиме, истиот е на многу позитивен пат. Значи, ако погледнеме на макро ниво, на што претходно го разговаравме, значи се наоѓа во овој паѓачки канал, кој што моментално гледаме дека ја намалува постојано вредноста на самиот долар. Значи, гледаме ова е уште од почетокот на неговото постоење. Гледате, точно се движи во овој паѓачки канал, во кој што само што не ја достигнал горната граница на овој канал. Сега, допирањето на горната граница на овој канал не значи дека автоматски веднаш ќе направиме топ, врв. Гледате, и во оваа ситуација имало еден неуспешен и два успешни допери
на овој канал пред конечно да утврди врв и да почне да се движи надолу, со тоа што значи започнало од 1 септември 2000, а завршило во 1 јануари 2002. Значи гледате, 2 години му биле потребни да ретестира горната граница на овој канал пред конечно да се врати надолу. Тоа не значи дека ние ќе бидеме 2 години во bear market од сега, но она што ви го кажам претходниот пат, значи мал пат од во случајов една година на индексот на доларот, кој што уствари представува само корекција, за нас би значило bull market. Значи сакам да кажам, тоа може да се случи буквално од сега, од овој момент, да допреме до горната граница на овој канал, да добиеме да речеме неколку месеци, да речем сега за да дојдеме до горната граница, тоа може да потрае и месеци. Тоа може да потрае и до, не знам, мај наредна година. Тоа мораме да видиме како ќе се случува и затоа самата техничка анализа е постојана. Вие не може да направите една анализа и врз основа на таа готово да заклучите што ќе се случи. Значи мора да постојано да правите анализа, затоа што има новости на пазарот, има нови вести, нови случувања кои што моментално диктираат други ситуации во генерално економскиот сектор. Сега, јас повторно мислам дека ние ќе се движиме барем до горната граница на овој канал, затоа што не сме направиле корекција до истата, гледате, огромен период. Значи претходно од 2002 било последен пат кога сме доправиле горниот канал на ова движење на доларот и верувам дека сега имаме сосема созреано движење на доларот во овој сегмент, каде што би доправиле до горната граница на овој моментално канал, со тоа што гледаме дека последното ниво, на месечно ниво кое што би ни представувало било каква пречка, само што го скршивме, успеавме да пробиеме над него, да направиме нова свеќа и да го ретестираме. Значи моментално имаме ретест на ова долно ниво, гледате, со кое што ваквиот успешен ретест, доколку имаме уште една свеќа која што ќе се задржи над него, верувам дека ќе покаже уште повеќе фактички дека имаме потенцијал за движење на овој индекс нагоре, а посебно кога тоа е подкрепено од и понатамошните позитивни извештаи за вработеност, како и инфлацијата која што е на рекордно високо ниво, која што ќе има доста време качување на rate hikes пред истата да се врати назад. Значи јас верувам дека овој rate hike систем кој што го има моментално Федералната резерва ќе продолжи и понатаму до конечно паѓање на инфлацијата на некое ниво кое што за нив е прифатливо, тоа е околу 2%, затоа и го ставив овој зелено поле, да знаеме прилика што очекуваме и до каде овој индекс треба да падне пред Федералната резерва да се откаже, но тоа не значи дека они ќе почнат да ги намалуваат каматните ставки дури кога ќе падне индексот. Значи кога ќе имаме масовно паѓање, они постепено ќе почнат да ги тргаат каматните ставки затоа што нивната економија не е спремна да го издржи тој притисок и ќе колабира пред инфлацијата да се врати до 2%. Значи тоа е генералната идеја не само од мене, туку од многу луѓе кои што прават анализи на пазарот и затоа уствари никој не чека Федералната резерва да ги тргне сите, туку чека Федералната резерва да престане да става нови каматни стапки и да почне да ги намалува постоечките во моментот кога ќе видиме дека имаме убедливо враќање на инфлацијата на назад, што ќе значи врв на пазарот на DXY и почеток на новиот bull market фактички на сите ризични добра, во случајов хартија од вредност, биткоин и слично. Сега, тоа е во однос на DXY индексот, значи ќе се вратиме само на дневно ниво да видиме каква е ситуацијата таму. Значи на дневно ниво се уште само што испаднавме од истиот канал, ако се сеќавате претходниот пат кога правевме анализа, се наоѓаме во самиот канал. Значи јас затоа што веќе ја достигнавме претходната, че е чисто за тие што не следеле, значи доколку ставиме Фибоначи од претходната корекција нагоре, можеме да видиме дека првата мета е достигната, дури и се придвижи нагоре кон втората, но нормално тоа не беше успешно, со тоа што моментално сме повторно корекција од претходниот локално дно до новиот локален врв. Значи гледаме дека корекцијата моментално кореспондира точно со нивото на месечно кое што го гледавме нели во месечната анализа. Значи 50% корекција на овој бран нагоре кореспондира точно со месечното ниво кое што гледавме од 2002 година, кое што моментално представува место каде што ќе се прави ретест за повторно движење на DXY нагоре и гледаме дека цената пристигнала многу блиску до ова ниво,
Што значи тоа не значи дека автоматски овдека ќе се прави ретестот, некогаш и приближува и на цената блиску до тоа ниво, значи дека ретестот е веќе направен, посебно со оглед на фактот дека на дневно ниво, значи гледаме дека имаме доста голем ресет на Market Cypher, значи гледаме дека MACD или бранот на моментум се вратил солидно надолу, негде блиску до нулата. Сега моментално имаме заоблување, но се уште не доволно за да можеме да очекуваме следно движење на индексот нагоре. Значи Stock RSI и VWAP се веќе во нагорна линија. Гледаме дека Money Flow е на некој начин допрело до нулата, но се уште е во позитива. Значи имаме некоја минимална корекција, ќе видиме дали истата ќе се задржи. И битно, многу битно е тоа што RSI не е веќе oversold на 77, туку моментално вредноста е 53, што значи има солидно потенцијал за движење повторно нагоре. За жал, сакале или не, значи тоа е реалноста, DXY индексот ќе се движи и постојано нагоре, се додека е тука Федералната резерва да му помага со самите каматни ставки. Гледаме дека на неделно ниво овие придвижувања моментално се забавени од самиот Bollinger Band, кој што моментално на некој начин го забавува овој брз раст на DXY индексот. Че гледаме, Bollinger Bandот секогаш ни покажува која е горната потенцијална граница, дури и да имаме краток брст, како што е овдека, оној краток излез, секогаш ни покажува дека мора да се задржи цената, дури и да се наоѓа над неа, ќе се врати, ќе се коригира, за да биде во самиот Bollinger Band. Но, генералната идеја за Bollinger Bandот е дека моментално се наоѓаме во солидна корекција нагоре. Значи се уште немаме никакви знаци на запирање, кога гледате моментално што се случува. Значи имаме колку пати до сега сме утврдиле локален врв. Гледате, 1, 2, 3, 4, 5 мали и еден масивен голем локален врв, пошто се уште се движи нагоре доларниот индекс. Сега тоа е интересно. Кога би следеле само техничка анализа, ова веќе 10 пати би покажало дека е време за корекција. Но без фундаментална анализа во случајот каде што гледаме дека Федералната резерва и понатаму го бутка DXY индексот нагоре, ви кажува дека значи техничката анализа не е доволно сама по себе. Мора да следите и фундаментална анализа, мора да следите и вести, мора да следите и значи за жал тоа е реалноста. Ако сакате да го работите ова е единствениот начин да го работите позитивно и затоа и ќе напоменем уште еднаш. На краток рок економијата е доста нестабилна, посебно во овој период, и пробување да добиете 5% наспроти губење и купување на all-time high е доста промашена инвестиција, ако се прашувам јас, но секој одговара за сопствениот ризик, затоа и според мене правење анализа и инвестирање на долг рок е многу поисплатливо и многу помалку стресно за вас, отколку да не спиете со месеци и секоја вечер да се будите надевајќи се дека пазарот не тргнал комплетно спротивна насока од вас, така да тоа останува на вас, но јас лично се уште сметам дека значи стратегијата на инвестирање на долг рок е многу попаметна и многу помалку стресна за вас, со солиден профит за разлика од коцкањето на секој ден, но нели останува на вас. Значи ова е генерално анализата на DXY, гледаме дека на техничко ниво, значи истата е доста негативна и дека треба да се добие корекција во секој момент, но генерално тоа нема да се случи се додека Федералната резерва не престане со rate hikes. Значи тоа е реалната вистина моментално. Ќе се вратиме на SPY на брзинка. Сакам да ви покажам многу интересна работа во однос на SPY е дека имаме ново дно. Значи, она што го разговаравме е дека не само биткоин, туку сите моментално, посебно во оваа ситуација, да речеме, суровини или хартии од вредност ризични добра, значи ова е потврден bear market. Може да видите, имаме дно, имаме понизок врв од претходниот, пониско дно од претходното, понизок врв од претходниот, пониско дно од претходното, што моментално се случи во оваа ситуација и гледајте каде се придвижи. Значи, ако се сеќавате, ние разговаравме за ова, ќе се вратиме на месечно ниво, каде што моментално не е поставен. Значи, гледајте, ние рековме дека очекуваме корекцијата да заврши на SPY индексот, односно SPY индексот за оние кои што не знаат е индексот на 500 најдобри компании во Америка, кој што гледаме дека во претходната корекција која што е имал негде во 2000 година, во 2020 година, извинете, во претходниот bear market, значи моментално имаме корекција која што се движи до 50% од Фибоначи секвенцата поставена од претходниот all-time high и претходниот локално дно. Значи гледаме дека моментално се придвижуваме точно во она поле каде што очекуваме цената и да направи солидна корекција пред следниот bull market, но ова е на месечно ниво и потребно е доста време за истото да се реализира.
Ние ова го разговараме уште од можем да кажем почетокот на летото кога и започнеме со овој канал. И моментално се случува. Значи гледаме дека со новото дно и движењето во овој канал надолу, се повеќе се придвижуваме до ова поле во кое што ќе имаме конечна капитулација на SPY 500 индексот и ќе имаме дно за следен bull маркет, со тоа што моментално на неделно ниво се придвижуваме на 200 неделната средна вредност и гледаме дека истата е солидна граница, пошто имаме, гледате овде дека корекција нагоре, но корекцијата јас верувам дека се придвижи до ова, ако се сеќавате овој гап кој што го имавме, и гледаме дека истиот се уште е релевантен, затоа што имавме гап кој што беше ретестиран, одбиен, цената проби над него, успеа да направи корекција и да го ретестира успешно, но имавме пробив надолу со следните негативни вести и сега моментално го тестира долниот дел на овој гап, кој што јас верувам ќе биде доволно цврст заедно со негативните вести кои што постојано доаѓаат од светот, да го бутне индексот и понатаму надолу. Иако би имале, да речем, некоја можна корекција нагоре, значи генералното ниво, повторно ќе кажам, значи макроекономијата ни покажува дека сме во надолен тренд. Значи без разлика дали ние ќе имаме позитивни вести, како на пример извештува да дојде повторно со под 4% за невработеност, со што на пример овој индекс би продолжил да се придвижи малку нагоре, тоа не го менува фактот дека и понатаму, значи истиот е во макро тренд надолу. Значи движењето нагоре би завршило повторно на горната граница на овој канал. Што до сега видовме дека неколку пати се случува. Значи од формирањето имаме 1-2 неуспешни обеди и тоа гледате колку се неуспешни. Немаме, да речем, две свеки, туку буквално допир и се враќа надолу. Допир и се враќа надолу. Значи тоа е во однос на традиционалните пазари, кои што сакам да ви покажам дека се исто така во надолен тренд. И сега интересно што треба да забележиме е дека за разлика од биткоин, значи моментално традиционалните пазари направија ново дно. SPY 500, Nasdaq исто, че гледате имаме ново дно. Но биткоин во оваа ситуација се покаже како доста по-добар играч, затоа што гледате, ние овдека ново дно немаме. Ако се вратиме на неделно ниво, претходното дно беше на 17.500, а ние со оваа корекција моментално не направивме ново дно, туку се задржавме над претходното. Што покажува дека во оваа ситуација биткоин го outperformал, значи имал подобар перформанс од традиционалните пазари, што е добра вест за нас. Значи тоа покажува дека биткоин се повеќе и повеќе созрева како средство и тоа треба да ве радува затоа што колку повеќе созрева како средство, толку повеќе ја држи стабилноста на целиот криптопазар. Не само на сопствената валута, туку на целиот криптопазар, затоа што знаеме дека целиот криптопазар е мимика моментално на движењето на биткоин. Со кратки исклучоци каде што имаме одредени, да речем, проекти со собствените позитивни исходи од некој апгрейд или нешто кои што излегуваат од оваа шема. Но генерално представува мимика на движењето на биткоин целиот криптопазар. Сега, да се вратиме на биткоин кој што ни е најбитен во оваа ситуација, значи ќе ги разгледаме главните чартови кои што ги имаме, се уште се наоѓаме на ретестирање на 20.000. Значи, ора што ние го кажеме уште самиот почеток. Иако, ако се вратиме на месечно ниво, можеме да видиме дека 20.000 скоро и да нема, значи ја гледате на месечно ниво, гледате колку е мал, значи обемот на тргување на 20.000. На 20.000 нема, значи за разлика од претходниот период од 2017 до 2020, каде што гледате колку поголем обем имаме во овој на VPVR индикаторот, значи негде околу 20.000 скоро и да немаме, затоа што 20.000 представува претходен all-time high и овдека многу брзо поминавме преку 20.000 за да имаме било каков тип на поддршка, но ова е психолошката граница што постојано ви ја кажувам дека крупни броеви како 10, 20, 15.000 во случајов или да речеме кога би станувала збор за помала цена како да речеме на Cardano каде што би биле 1, 1,5, 2, 2,5 долари, значи а во случајов да речеме на Ethereum би биле стотки. Значи 12, 1200 или 1400, 1600, значи тоа се психолошки бариери на кои што луѓето најчесто купуваат или продаваат поради тоа што се цели броеви. А посебно корпорациите. Значи корпорациите многу почесто продаваат и купуваат околу овие цели броеви. Јас тоа го научив кога, да речем, учев од трговци на валути, значи не на криптопазар, туку на валути кои што се многу поискусни и они на пример имаат истата таа дефиниција, вели, значи многу е попаметно ако треба веќе да купиш на цел број, да речеме кога купувате долари, а продавате евра, во тој случај да речеме пример правите трговија, каде што вели, значи не купувате на цел број, како што е на пример 1,2 коефициент, туку купувате на 1,1888.
Затоа што многу големи играчи купуваат на крупни броеви и вие може да се случи и да не можете да купите затоа што нивните ордери фактички значи она што они го имаат фактички како наредба да купи системот или да продаде во одреден момент се случува за неколку секунди, а цените се толку големи, капиталот е толку голем што они го прават во обрт, што нема да има време вашата наредба да биде реализирана, да речем кога вие тргувате со не знам $2000, они тргуваат со 2 милиона или со 20 милиона. Значи во оваа ситуација затоа секогаш овие психолошки бариери се многу битни со цел да разберете дека многу е подобро кога би чекале да речем момент да купите на 20 или да продадете на 20, тоа да го направите пред цената да дојде на самата бројка. Значи тоа беше во случајов и да речем ако сте го бркале овој врв на 70.000. Гледате, цената никогаш не стигна до 70.000 поради истата причина, поради тоа што имаше многу наредби да се продаде пред 70.000 затоа што многу луѓето стравуваат дека цената нема да достигне, што се случи. Значи затоа ви велам дека секогаш следете и големите броеви се многу битни во однос на техничката анализа. Во оваа ситуација гледаме дека цената на биткоин на 20.000 се задржа солидно време и дури да имаме корекција надолу што многу од луѓето очекуваат, значи гледате дури овдека Bollinger Band кој што претходно држеше цената веќе е заоблен надолу, значи на месечно ниво на овој чарт кој што го имаме кај што работиме со Market Cypher. Значи гледате дека и самиот Bollinger Band покажува дека чартот се спрема за потенцијален пад на следно ниво надолу и моментално долната граница на Bollinger Band соодветствува со овој локален топ кој што го имаме во средината на претходниот циклус. Тоа е негде јуни 2019 година, кој што повторно имаше уште една корекција пред да влезе во следниот bull market. Значи, што е една од работите кои што многу луѓето очекуваат да се случи, посебно околу ноември, кога рековме дека мораме да го запазиме тој 8 ноември, кога ќе имаме оние midterm elections во Америка и покажаме на претходните чартови дека на секој 4 години негде околу ноември маркетите генерално прават корекција, што може да се случи повторно, значи доколку тоа било вистина во последните 2 или 3 циклуса на 4 години наназад, тоа е голема веројатност дека ќе се повтори и сега. Затоа мораме многу внимателно да следиме што ќе се случува во ноември, затоа што ноември може да ни го донесе биткоин дното кое што сите го очекуваме, затоа што и самите кажуваат, значи во Америка дека многу често пазарите добиваат локално дно на овој ноември, на овие 4 годишни циклуси на ноември каде што имаат средно како да кажам, значи избори во среден термин, фактички би било правилниот превод на македонски. Значи, тоа не е битно толку за нас, тоа што се случува кај нас, за нас не е битно затоа што истото може да ни донесе конечно биткоин дно. На месечно ниво гледаме дека Market Cypher се уште има заоблување, но се уште е рано да кажеме дека имаме конечна корекција на месечно ниво што ќе биде многу битен момент, но не заборавајте дека оваа корекција мора да биде потврдена со месечна свеќа. Што значи дека дури да добиеме корекција и зелена точка, се додека свеќата не заврши на месецот, ние не можеме да очекуваме дека оваа зелена точка е реална, затоа ќе продолжиме понатаму да го следиме овој пазар, а тоа е направено на моментот, односно MACD, се друго е негативно, значи на вистина нема што да се зборува, посебно во овој сегмент. На неделно ниво истата ситуација, значи генерално пазарот е доста негативен, цената не може, еве во случајов имаме уште од март никако да пробие над средината на Bollinger Band-от, значи моментално жолтата линија, односно средната вредност на Bollinger Band-от ни представува солидна пречка за коригирање на цената нагоре, што и повторно се покажа веќе неколку пати. Можеме да видиме дека имаме некои мали позитивни сигнали во случајов каде што VWAP е над нулата, но гледате, значи VWAP моментално се движи многу блиску до нулата, немаме масивни корекции. RSI е на многу солидно ниво 37,8 да речем, каде што имаме масивен потенцијал за нагоре, но тоа нема да се случи се додека не добиеме корекција на месечно ниво, односно додека не добиеме дно. Јас верувам дека тоа е првата и најбитна работа што мораме овој период да следиме, а тоа е биткоин дното. Се друго е небитно. И во случајов, гледате што ви кажав јас претходно, значи имаме корекција нагоре, па корекција надолу, па корекција нагоре, па корекција надолу, па корекција нагоре. Значи во случајов пазарот е толку неодлучен што овие индикатори би не збуниле повеќе отколку што би ни дале јасна слика за тоа што се случува и значи моментално не можеме да очекуваме позитивни вести
посебно со оглед на фактот дека уште еднаш ќе напоменам на неделно ниво, значи гледајте што се случува. Под овој сегмент кај што моментално се наоѓа биткоин, немаме буквално никаков волумен, гледајте. Значи нема волумен. Под овие 20.000 ако успее да се одвои од цената од 20.000, нема што да ја држи биткоин вредноста под овој спајк. Се разбираме? Така да затоа и велам дека на вистина немаме позитивни вести кои што можеме да кажеме да ова е дното. Значи можеби ќе успее да се задржи цената. Не можеме да знаеме, но јас верувам дека ќе имаме уште еден пат. Затоа и 50% од нашето портфолио се уште се во стейблкоини и очекуваме евентуална конечна капитулација на биткоин за да внесеме поголем дел од сето оно што ни е останато и да влеземе во следниот бул маркет. Значи моментално се наоѓаме во одлична позиција за купување. Јас постојано го кажувам тоа. Ние се наоѓаме на некои 70%, еве само да ви покажам. Значи на некои 70% од претходниот all time high се наоѓаме точно на, сега ќе ви кажам, 70,7. Значи 70% од претходниот all time high. Моментално е одлично време за купување, но ние како професионалци се обидуваме што може поблиску до евентуалното дно на биткоин да поставиме наши средства со цел да добиеме максимален приход за нашиот ризик што уствари сме чекали. Значи ние да речеме дека сме утврдиле дно овдека и дека цената понатаму ќе почне да се движи нагоре. Ние се уште сме на одлично место. Значи да сме купиле на 60% и на 50% подолу од претходниот all time high, ние сме на одлично ниво. И затоа не мораме потреба да брзаме. Значи нашиот ризик е оправдан. Ако почекаме и цената се врати да речеме до 75%, ние сме купили на многу солидно ниво, на одлично ниво. Ако цената не успее да промени надолу и да речеме продолжи во акумулационо поле и се врати негде нагоре и да купиме на 60%, ние повторно сме во солидно ниво. Затоа би ризикували уште не малку време, затоа што ние веќе 50% од сопственото портфолио кое што очуваме на страна, заедно со претходните валути кои што не ги продаваме претходниот bear market, сме ги алоцирале. Сега останува само она цреша на врвото шлагот, кога ќе направиме уште еден пат да алоцираме најголем дел од нашите финансии кои што ги имаме и потоа како имаме постојани приходи и понатаму да инвестираме се додека не утврдиме биткоин. Но потоа веќе каналот ќе има многу поголема работа во сегментот на определување на тоа кои се потенцијални проекти, во што ќе реалоцираме од нашите постојани портфолија на Ethereum, DOT, ADA и Ripple, значи во што ќе реалоцираме од овие средства и на тој начин ќе го направиме нашето портфолио да биде крајно диверзифицирано за следниот бул маркет и за максимизирање на нашиот профит. Значи моментално максимизирањето на нашиот профит во овој чекор е утврдување на дното и алоцирање на средства што поблиску до дното. Следниот чекор кој ќе утврдиме дно ќе биде диверсификација, односно одбирање на најдобрите проекти кои што ние веруваме дека имаат солиден потенцијал, но мораме да видиме дека истите ќе го преживеат овој bear market. Сега, тоа е на овој чарт на неделно ниво. Сакам овој чарт на брзина да го погледнеме. Овдека ние моментално чартот на неделно ниво, каде што ги имаме FOREMACE, кои што ни се многу битни, каде што гледаме дека на вистина овие два FOREMACE, односно 200 и 300 неделната средна вредност, изгледаат како солиден момент за вршење на акумулација, но интересно од целата ситуација е тоа што конечно bull market support band влегува во ова поле на акумулација и верувам дека се уште немаме доволно сила да го пробиеме. Што значи јас очекувам дека по ретестирање на bull market support band ќе имаме она финална капитулација. Гледате, многу фактори ни кажуваат дека ќе имаме она финална капитулација. Гледаме дека bull market support band е многу влезен во ова поле помеѓу 200 и 300 на денната средна вредност, која што моментално представуваат солидна база на цената на биткоин, што може да го бутне ова уште подолу дури под 300 на денната средна вредност, што досега не се случило. Но мораме да ги земеме сите работи во предвид и сите индикатори кои што моментално ни покажуваат дека нешто е можно. И уште еднаш да напоменам, значи сличноста на овој бран со претходниот бран во 2017-18 година е доста голема, односно сега ќе ви покажам во кој сегмент. Значи, ова што го гледаме овдека, оваа капитулација и ова, да речем, фактички гледаме дека после оваа капитулација на првенствениот бран кој што паднал од 2017 година, имаме своевидно поле на акумулација. Така, значи ова е тоа поле на акумулација што го гледаме моментално овде, дури би било по-солидно доколку било ставиле на ова ниво негде,
како и да е. Ова е полена акумулација, каде што имаме конечна капитулација пред следниот bull market. Значи, овој пат овде кај што го гледаме, што буквално е држал цената на негово ниво, представува истиот овој пат кој моментално го гледаме од 17,5К, кој што се формираше после падот на Луна, на Тера Луна, каде што го имаме истиот овој акумулационен период, во кој што верувам дека падот под ова ниво ќе биде конечната капитулација. Она што моментално овде го гледаме, значи, гледате, цената се задржала солидно време, но следниот пат бил ефективното дно. Јас затоа верувам дека ова е многу слично на овој дел од чартот што ви го покажавме, односно, може да видите, че имаме масивна капитулација надолу, со тоа што моментално цената се буквално врши акумулација точно на ова ниво, негде над 17,5К, што следната капитулација јас верувам дека ќе биде точно она што ние го очекуваме за конечно купување од нашето портфолио и влегување во следниот bull market. Сега ова е околу овој дел што сакам да го покажам и сакам чисто уште една работа интересна да ви напоменам. Значи на месечно ниво, ако се сеќавате, ова беше еден од нашите фанови на каналот кој што ни го даде како индикатор, кој што е навистина солиден, а тоа е овој канал во кој што се движи цената на биткоин. Значи гледате, навистина е само за да може подобро да го видиме, јас ќе ги исклучам моментално bull market support бендовите. Не. Добро, и тие може да се исклучат. Значи можеме да видиме дека цената на биткоин навистина се движи точно во овој канал, нагоре и надолу, со тоа што моментално се наоѓаме на долната граница од овој канал. Иако се чувало во минатото цената кратко да излезе од него, но движењето до долната граница на овој канал ни представува ефективното дно на секој bear market досега, со тоа што ќе напоменам уште една работа. Значи, ако се сеќавате, она што го разговаравме. Кога бевме овдека, рековме дека да, има потенцијал цената да падне до евентуални 15,5%. Но рековме дека каналот постојано се движи нагоре. Што значи дека доколку неколку месеци се држиме во овој период, цената сама по себе во хоризонтала ќе го допре овој канал. Она што моментално го гледаме. Што значи дека моментално докато да се придвижи надолу би требало да се врати до 18,200. Значи нема да го победи претходното дно на 17,5. Затоа реков, ние ќе продолжиме да анализираме и да гледаме дали цената ќе има сила да се задржи овде после оние 8 ноември midterm elections или пак ќе направи последна капитулација пред да имаме официјално дно. А дополнително ова е потврдено ако се сеќавате со оној сегмент каде што само да го најдем тој дел од чартот. Значи тоа беше еден од оние чартови кои што го користиме за на овој чарт е направено, кои што го користиме за генерална глобална анализа. Тој ни е чартот со Gauss ченелот, кој што моментално ни покажува дека навистина сме на дното, но моментално тоа не ни е битно, нас ни е битно на месечно ниво да погледнеме каде се наоѓаме. Значи на овој чарт, докога го погледнеме на месечно ниво, сеќавате оние броења на тоа каде се наоѓаме во одреден дел од циклусот. Значи ние моментално 13, значи ако се сеќавате, ова неколку пати досега сме работеле, а само на брзинка ќе го напоменам уште еднаш. Значи од секој претходен топ до дното, значи во случајов во 2013 година сме имале 14 месеци. Од топот, значи од официјалниот врв до неговото дно 14 месеци. Во 2017 година од официјалниот врв до неговото дно 13 месеци. 2022 година, значи ние очекуваме дека тоа ќе биде значи гледате, од официјалниот врв 13 месеци би биле негде околу декември. Значи 12 до 13 месеци поистоветуваат повторно со ноември-декември, односно midterm elections, што значи дали ќе биде тоа директно на самите midterm elections или ќе биде во текот на тој месец, ние очекуваме до ноември-декември веќе да го оформиме следното дно, затоа што досега значи иако ова не е правило, но ова е само уште еден показател на она што го имаме досега дека навистина овие работи, значи не се коинциденции, не може да имаме 20 индикатора вести и се да покажува на истото ситуација како да е коинциденција. Затоа и верувам дека ова е уште еден индикатор кој што ни покажува дека навистина можеме да очекуваме дно негде околу 13 месеци, затоа што ова е алгоритмичка работа, ова не е нешто што ние го измислуваме. Значи биткоин алгоритам, халвингот представува циклусот на овој алгоритам и според самиот халвинг овие, значи податоци досега во однос на тоа колку траат одредените циклуси се
некој непишано правило што досега се покажува како доста точно. Затоа и јас и овој чарт го гледам како еден од моментите каде што во текот на ноември-декември би било потенцијално можно да се направи биткоин дно. Сега, Fear and Greed индексот е на 26, што не е толку лошо, значи ние дојдовме и до едноцифрени, ако се сеќавате, 19 јуни дојдовме и до 6, што значи дека имаме не толку голем страф на пазарот, значи дека имаме потенцијал за пад. Тоа е тој моментот што сакам да ви го покажам. Fear and Greed индекс на генералните пазари на 30, повторно, значи само една недела назад беше 14, значи само да го имате и тоа во превид, значи имаме се уште значи не сме во extreme fear, што значи дека имаме помалку страх на пазарот, а затоа ви кажувам, значи овде ќе видите како ќе се одрази. Ако имаме позитивен извештај за невработеност, овој страх ќе практично ќе се намали, ќе дојде негде можеби и до неутрал. Доколку имаме пад на инфлацијата, уште толку ќе дојде, да речем, до неутрал или евентуално грид, каде што ќе имаме следно сечење на пазарот и пад надолу, затоа што ќе имаме midterm election, затоа што ќе имаме следен Фед состанок, што значи овие ситуации се битните кои што мораме да ги следиме и датуми за тоа што ќе се случи следно на пазарот. Ова не се сигнали за да вие тргувате со нив. Ова е само моја анализа со цел да ви покажам што се очекува на пазарот, затоа што јас не продавам сигнали, овој канал не работи со сигнали, ние не работиме со краткотрајно тргување, ние работиме со глобална анализа и утврдување на целосни врвови и дно на одредени циклуси, што моментално го правиме. CBBI, еден од моите омилени индекси кои што ги следам, е моментално на 7, што е алармантно затоа што најчесто овие ниски вредности, например како во 2018 година од 0, значи од 0 до 10 фактички вредност, представува моментот каде што најчесто имаме и целосна капитулација на пазарот, но гледаме дека таквите периоди траат. Че овдека од 27 ноември 2018 траел до крајот на март 2019 година, значи дека крајот 4 месеци во кои што се утврдувало биткоин дното. Овдека исто имаме од јануари 2015 па до август 2015, значи дека траел половина година и повеќе утврдувањето на самото дно. Моментално ние сме значи овој пат под 10 започнува од јуни 2022, а моментално се наоѓаме во октомври, така да верувам дека до крајот на годината повторно се потврдува она половина година или неколку месеци во кои што се утврдува самото апсолутно дно на биткоин. Значи буквално моментално се наоѓаме во утврдување на дното на биткоин. Значи тој е моментот, дојдене, само треба да го утврдиме, треба навистина да го фатиме и да алоцираме што можеме поблиску до самото дно. Значи тоа е главната работа на каналот во овој период. И само за кратко сакам да ви го покажам и биткоин сентиментот, односно тоа колку се зборува за биткоин моментално на пазарот, кој што е екстремно мал, значи моментално 0,3 од потенцијални 1 е само 30% да речем потенцијално разговарање за биткоин, тоа е генералниот индекс, тоа дека ако погледнеме за разлика од Twitter, значи Twitter е тој што, Reddit е тој што го дига многу овој коефициент, затоа што Reddit е генерално место каде што се разговара за многу интелектуални теми, и кој што крипто е едно од најпопуларните, и затоа Reddit е она кој што навистина го дига овој сегмент, но без Reddit, доколку Reddit го извадиме од оваа да речем равенка, значи гледате дека имаме Twitter и останатите мрежи, значи многу е низок коефициентот, Twitter е 0,22, а останатите 0,18, што е едно од најниските нивоа кои што сме ги добиле во овој цел сегмент, нели, за разлика од генералната слика на биткоин, што треба да ви покаже дека колку е помал сентиментот, односно колку помалку луѓе зборуваат за него, толку поблиску сме до актуелното дно, што е одлично за сите оние кои што го следат овој канал. Моментално се прават, да речем, најголемите пари. Она што многу од луѓето кои што работат долго време во криптопазарот го кажуваат, значи доколку вие сте во крипто за брз профит, сте го сгрешиле местото. Значи, нели, крипто не е за брз профит. Крипто е за профит, но не за брз профит, затоа што брзите профити од типот на Dogecoin се прават само во bull market и само доколку успееш да го најдеш правилниот shitcoin. Додека оние кои што навистина сакаат да направат соодветно богатство, да речем, значи овдека се почнува. Сега, интересно од оние исти, да речем, луѓе кои што го следат овие циклуси, кажано, е дека bull market, да, прави профит, но bear market прави богатство.
Значи, инвестирањето во bear market е правилниот начин да направите богатство. Додека bull market представува само краткотрајна шанса за профит, затоа што тогаш дури да купите коин кој што е на 3000-то место, вие ќе бидете во профит затоа што се оди нагоре. Додека bear market, утврдувањето на најниската потенцијална цена на која што може да купите одредено добро, е вистинскиот начин да направите богатство. Јас знам дека многу од вас нема многу да инвестираат, во ред, ве разбирам, но сите ние почнуваме од негде. Значи, верувате ми, мали инвестиции може да донесат солидни профити, доколку ги алоцирате правилно, во правилен момент, во правилни валути, доколку ги промените кога треба да ги промените во солидни валути кои што имаат поголем потенцијал и слично. Затоа, ние како канал, како што рековме, работиме на едуцирање на нашиот народ за истиот да може да направи сопствена анализа и да истиот може евентуално да направи сопствена финансиска иднина независна од плата, независна од нашата ретардирана политика дома. Значи, тоа е поентата на овој канал. Ние го научивме ова од многу луѓе, сакаме да го предадеме истото на вас и се надевам дека оваквите анализи, оваквите долги видеа, иако се долги, јас се извинувам, но за жал анализа не се прави 10 минути, мораме да погледнеме многу фактори, мораме да погледнеме многу работи кои се случуваат на сето, на целата економска сцена, па и политичка, и сето тоа да го компресираме во едно видео, кое што верувате ми 1 час од вашето време за да научите како да се самостоите на финансиски план е ништо. Доколку вас ви е подобро да отидете да пиете кафе и да работите за 300 евра во Македонија, тоа што да разбирам, нели овој канал не е за вас, но ќе напоменам уште еднаш. Доколку ние имаме време 1 час да го направиме ова за вас, со тоа што ние мораме прво и да ги најдеме овие информации и да ги компресираме и да најдеме точно што би било битно за нашиот канал, верувам дека и вие имате 1 час од своето време да го ставите ова во позадина и да слушате што би било паметно да се направи во овој период. Се надевам дека навистина ви се допаѓа нашиот материјал. Јас гледам дека имаме хардкор следачи на кои што сум им навистина благодарен. Тие се вистинските луѓе кои што и понатаму работи овој канал. Значи јас знам дека 200 или 300 views на едно видео е срамно генерално кога ќе се споредиме со останатите канали, но ова ние го правиме првенствено за луѓето кои што се заинтересирани за овој канал, а нема да најдат материјал на македонски јазик, така да понатаму доколку овој канал порасте, тоа ќе биде само наше големо задоволство, но во меѓувреме, оние кои што навистина го следат овој канал, оние 200-300 кои што постојано го следат нашиот материјал, се вистинската причина поради која што и понатаму работиме. И ќе напоменам уште еднаш, че ова треба да го правиме почесто на нашиот канал, значи би ве замолил за мала поддршка, слободно поделете ова на вашите пријатели, секој кој што сака да научи за оваа тема, верувајте ми, значи крипто доаѓа многу побрзо до она што многу луѓето го разбираат, така да верувајте ми, некогаш дадена информација во правилен момент би значила многу на оние кои што и се најблиски со цел да научат пред да биде прекасно за одредена ситуација. Не велам дека е прекасно, велам дека најчесто многу луѓето влегуваат во многу погрешен период, а тоа е после самиот халвинг или после моментите кога биткоин ги поминува претходните all time highs, што значи дека е многу грешно да влезете во тој момент на пазарот затоа што веќе сте го промашиле главниот профит. Затоа доколку имате некој кој што се навистина сака да научи за ова, би ве замолил да го споделите со него. И знаеме дека има многу луѓето кои што ги гледаат нашите видеа, негде околу 30% кои што не направиле subscribe. Значи нас не е проблем, но еден subscribe ќе помогне ова материја да се прошири на YouTube, затоа што секој subscribe, секој лайк, секој шер помага на YouTube алгоритмот и понатаму да го шерува нашето видео со цел повеќе луѓе да може да го најдат. Затоа што го правиме ова бесплатно, единствено што бараме од вас како наша публика е доколку можете да направите, значи буквално мала помош на нашиот канал е subscribe, share, лайк, комент, било што би помогнало на оваа материја да се прошири уште малку повеќе за повеќе македонци да може да научат за нашиот канал. Благодарам уште еднаш, се гледаме во следното видео. За промена, значи следните видеа ќе ги правиме на море, значи блиску до мојот дом, затоа што ќе имам годишен одмор значи во следниот период. Имаме многу добар ресторан кој што значи буквално преку моја улица, со поглед на море, верувам да ќе биде порелаксирано, доколку мојата фаца ја гледате со позадина на море, ќе ви биде поедноставно да ги примите нашите информации, верувам. И нели овде кај се уште топло, луѓето се уште се бањаат, така да може ќе ви донесе малку позитивна енергија во зимата дома. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме во следното видео, имајте добар ден и поздрав од Криптогемиџија.